Денеска сум во посета на скопскиот и македонскиот бисер на туризмот, кањонот Матка. Држете се цврсто затоа што патот до таму е полн со дупки. Се наоѓам токму на местото каде што пред неколку недели имаше одрон на карпи, со оглед на тоа што ова е многу посетено место и многу фреквентно со туристи, можело да биде и опасно по животот на луѓето. Од Центарот за управување со кризи велат дека ќе имале адхок мерки за вакви случаи и имаат на некои карпи поставено мрежи, но не на сите, така да е веројатно ова е едно од тие каде што не била поставена мрежа, па се случило одронот. Во 2022-2023 година подобиените сознанија за опасности од паѓање на голема карпа од 20 тони која би можела да ја загрози браната Матка и можно поплавување на пошироката околина, Центарот за управување со кризи започна низа координирани активности кои резултираа со инвестиции на ЕВН Македонија. Една од активностите беше предупредување со текст строго забранет пристап, можен одрон на карпи на македонски, англиски и албански јазик, со што практично се забранува приот до десниот бок каде се наоѓа споменатата опасна карпа. Иако долж патеката на кањонот Матка има неколку знаци за опасност од одрон на карпи, јас навистина не знам како тие знаци би ми помогнале во случај некоја од овие карпи да реши да се одрони. Под одредени надворешни влијанија може да се лизне и да падне во насока на целот на браната. Траекторијата не може однапред да се предвиди, едната можност е да падне во десна страна од цртот и тогаш таа не би било опасна, но опасната варијанта е да падне во која од десна страна, од оваа страна, во кој случај истата може да го закоси од канал.